планот е кај нас до 2023 година со 5G сигнал да биде покриен еден од поголемите градови, до 2025 година да бидат покриени сите градови, до 2027 година секој граѓанин да има можност за пристап на приклучок мобилен со брзина поголема од 100 мегабита во секунда. И сега тоа значи прилично брз, да кажеме, мобилен интернет, просто кажано. Ова се нашите таргети, но ова е веќе кај нас и на ниво на законска регулатива. Што значи ова? Дека операторите, прво уствари регулаторот, Агенцијата за електронски комуникации, ќе треба согласно овие периоди рокови да врши подготовки и да распишува огласи за евентуално пројавен интерес од страна на некој оператор за користење на фреквенции во кои што работат 5G мрежите. Како што каже тоа професорот, се работи за повисоки фреквенцијски обсези од тие што се користат со сегашните мобилни технологии. Ова може да значи дека постоечките два мрежни оператори ќе јават интереси, ќе откупат фреквенции, но не значи може некој сосема нов, домашен, странски, било кој оператор да се јави да нуди мобилни услуги од 5G генерацијата. Тоа кога очекувате да се случи? Па значи 2023 година, ако треба да е покриен еден голем град, она што го знам дека беа некакви планови на Агенцијата за електронски комуникации, некаде на крајот на оваа година да почнат постапките за оглас да се распише, да се пројави интерес за фреквенции. Теоретски може никој не се јави да нема интерес, така да треба да видиме што ќе си покаже пазарот на крајот на денот. Може ќе има заинтересирани, може нема да има заинтересирани, но како и да е, граѓаните треба да бидат прво безбедни и сигурни дека што и да се случува, ние ги следиме и истражувањата, и светските трендови, и она што се случува, како што тоа го правевме и до сега. Како што каже и професорот, Светската здравствена организација нема издадено ниту еден доказ за штетност на овие мрежи. Да, еве, ќе ги почекаме и новите истражувања да видиме што тие ќе кажат. Но ја само пак на пластичен начин да им објаснам на граѓаните, ние сме цело време изложени на различни видови на радиобранови, различни видови на зрачења, од радиосигнали, телевизиски, мобилни мрежи, што се не. Животниот век на луѓето денес, споредено со животниот век на луѓето кога не постоја никакви радиобранови електромагнетни зрачења, поголем. Че денес имаме подолг животен век, што покажува на тоа, јас сум лаик, не сум здравствен експерт, ама од X причини, очигледно е дека овие радиомагнетни зрачења не влијаат толку драматично, барем за да може да влијаат на човековиот животен век. Така што, прво, но да ја смириме и паниката, во моментот немаме активни 5G мрежи кај нас, ниедна, и второ, ние ги следиме и истражувањата, и светските трендови, и текови, и апсолутно, дека доколку се појави некаков доказ, релевантен доказ, дека има некаков вид на штетност, и ние веднаш ќе пристапиме кон измени на националниот оперативен бродбенд план.